Господин Заев Зоран, имате процедурал. Поглед. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, колеги пратеници, господине председавач Велјановски, поминаа 5 седмици, повеќе од 30 дена, парламентарното мнозинство, оформено овде, декларирано овде, буквално ве моли да прекинете, да го кршите членот 89 од деловникот на Собранието на Македонија, да прекинете да го кршите членот 90, 91, да го искористите членот 68 и да продолжите седницата после 18 часот. Буквално парламентарното мнозинство ве моли да прекинете да го кршите членот 78. Вие апсолутно се правите како да сте паднати од Марс. Ова е конститутивна седница на Собранието на Република Македонија, која што од самостојноста до денеска траела од 1 час до 5 часа. 5 недели трае ова конститутивна седница. Конститутивната седница е опишана во посебна глава 2 од деловникот на Собранието во Република Македонија и тоа е со сериозна намера така направено. Не ја води председавач, а не председател на Собранието. Председавачот и пратениците имаат за цел на најбрз и на најефикасен начин да изберат председател на Собранието на Република Македонија и да завршат со конституирањето на седницата на парламентот. Тврдите дека имате мнозинство, а и сами знаете дека немате мнозинство. 1.191.892 граѓани, гласачи, гласаа на изборите. 454.577 гласа добивте вие од ВМРО-ДПМН и коалицијата. Тоа не е мнозинство. Од 1.191.892 до 454.577 има повеќе од 737.000 гласачи, граѓани на оваа земја. Од вкупно 120 пратеници имате 51 пратеник овде. Прашање дали сте и толку. 69 пратеници од вкупно 120 барат, буквално молат да заврши процедурата час поскоро со избор на председател на Собранието. 62 со својот подпис стојат зад еден колега Талат Џафери да биде избран за председател на Собранието на Република Македонија. Што тука не е јасно? До кога да ве оставиме уште 2 месеци? Уште 3 месеци? Почувам председавач колега Велјановски. Ја користам деловничката и процедуралната можност. И јас да ве замолам најискрено, најучтиво, да го почитувате членот 89 и да давате право на реплика согласно членот 89. Ако не имате право и обврска, да одзимате збор на втора опомена. Да давате право на говор на говорник согласно членот 90. И ако тоа е надвор од темата на дневен ред, да го одзимате зборот. Ве повикувам согласно член 68 после 5 недели. 31 ден е истечен од кога почна ова заседание. Да ја продолжите седницата после 18 часот, за да заврши конституирањето на парламентот. Ве повикувам да го почитувате членот 78 од деловникот. И на барање на еден пратеник со подршка од 10, да дадете мнозинството да се изјаснува дали ќе се помине на следната точка. А ако нема мнозинство, останува вака. Ако има мнозинство, ќе одиме на 4-та точка, дебатата останува и продолжува после тоа. Господин Велјановски, колеги пратеници, заврши времето кога можевте да го кршите уставот, законите и деловникот во ова собрание и при тоа да го продавате како патриотски чин. Завршило. Искрено ве молам, немојте да се изживувате и да го тероризирате декларираното оформеното мнозинство овде во собранието. Ве молам најучтиво, немојте да го кршите деловникот, законот и уставот на Република Македонија. Овде постои декларирано и оформено мнозинство. Тоа мнозинство тоа нема да ви го дозволи. Ова мнозинство овде, ја завршувам мислата. Ова мнозинство овде има право и обврска да избере председател на собранието од своите редови и за тоа ќе носи одлука.
ќе носи одлука во ова сала, ќе носи одлука во некој од другите сали во собранието, во ходникот, на скалите, во амфитеатарот на парламент, на правниот факултет, во Ману, ќе носи одлука. Затоа сакам строго да се држам до процедура и до деловник. Должен сум да одговорам на сите ваши прашања. Господин Заев. И ќе почитувам, господине председавач, да не го злоупотребам деловничкото право. Ќе свикам пресконференција горе, сега во прес-салата, да дадам одговори на сите ваши прашања. Но ве повикувам да завршиме конститутивната седница на Собранието на Република Господин Македонија. Заев. Колеги, јас бев толерантен повеќе од 2,5 минути, скоро повеќе од 3 минути. Еве, може да ме обвините и за тоа дека го кршам договорот, ова деловникот. Ве молам, не довикуете се, не мора да се покажувате пред вашиот председател. Ве молам се, некој. Јас бев коректен, 5 минути го сослушав. Вие сослушате 10 секунди. Господин Заев, ве молам, кажете им на пратениците, нека не довикуваат. Вие спомнате многу членови во деловникот. Веројатно сте ги проучувале овие денови. Ја по мое, веруете, нигде не гледам дека е прекршен деловник. Ако мислите дека член 78 став 2, јас треба да го ставам на гласање нешто и да ја прекинам дебатата овдека на пратениците кои што се пријавиле согласно деловникот на дебатата и додиме на друга точка. Ве молам, господине Заев, ве молам, целата јавност го знае, сите пратеници го знаат, стручната служба овдека го знае дека тек тогаш ќе го скажам деловник. Вие ме терате на кршење на деловник. Точно дека согласно член 68 став 4 може да се продолжи согласно деловникот после 18 часот, но ако мислите дека со еден ден продолжување, 2 дена продолжување, ќе заврши дебатата, ќе го направите. Тоа е едно. Второ, вие упативте апел до колегите пратеници да се откажат од дебат. Дали ме слушнавте колку пати ја упатив апел да се откажат? Еве и сега ќе го направам. Тоа можам. Ако ме терате, господине Заев, да им речам на службите да ги исклучат од пријавени, за реплики, за контрреплики, за збор, па вие ме терате на нешто што е спротивно деловник. Ја, еве, колеги пратеници, најискрено ве замолувам, ама стварно најискрено ве замолувам. Лично од мене, еве, имате молбата од господин Зоран Заев, да се откажете од дебата по третава точка, за да преидеме на четвртата точка. И не значи дека одма се гласа за четврта точка, за избор на председател, пак се отвара дебата таму. Пак ли таму ќе му скратиме правото да се пријават за збор? Па вие тоа го кажувате. Викате, ајде се да скокнеме третата точка, да гласаме дека не важи третата, додиме четвртата, па после кога ќе дојде четвртата да речете, ајде да одма да гласаме за председател. Па вие, значи, тек тогаш одите спротивно на деловник, спротивно на уставот, спротивно на демократската практика да се дебатира за некој прашање. Ве молам, колеги пратеници, најискрено ве молам. Јас верувам и јавноста дека е заморена од оваа конститутивна седница што долго трае, но сепак е тоа право на пратениците. Тие си одговараат и пред своите гласачи и пред јавност. Јас ве замолувам, колеги пратеници, да се откажете од пријавени за реплики и за збор, за да можеме да завршиме со третата. Толку можам, веруете, господин Заев. Да, можам повеќе, ќе го направив и ќе го применам деловникот од Собранието на Република Македонија. А некој ако ме тера да го кршам свесно деловникот заради тоа што мисли дека така треба, јас нема да го направам. Веруете. Без оглед дали сте вие. Без оглед дали сте вие или некој друг или трет. Бар тоа јас знам да го правам. Веруете. Никој не може да ме натера. Долго време го применувам деловникот, 9 години го применувам скоро деловникот и многу добро го знам, отколку вие сега што ги прочитавте трите члена во кои што, ама баш нигде не го имам прекршен деловник. Инаку точно дека имам право согласно деловникот да прекинувам, да одземам зборови. Ја сум го правил тоа. Некојаш и микрофоните ги прекинувам. Не можам стално да им го правам. Процедурално ве сабајле се пријавија процедурално и си кажува политички ставови, јас морам да дадам пауза, да ја смирам ситуацијата. И од ВЕСА, и од ВМРО ДПМН. Ама однапред не им ги знам зашто се пријуват и дали општо да им дам или да не им дам. Ве замолам, колеги пратеници, строго да ја почитуваме она што ни е основната работа, а тоа е завршување на конститутивната седница, завршување на третата точка, избор на председател на собранието
и да продолжиме потом со редовната работа на еден законодавен дом. Толку може. Ве замолувам, повторно ве замолувам. Ако треба, дополнително правите координација, па дали ќе не послушате мене или на Заев или на јавноста, да се откажете, тоа е ваше право.